Почитувани родители, јас сум доктор Елизабета Петрушевска-Михајловска, член на РАИС тимот од Институтот Алтернатива. Во оваа трета онлайн работилница ќе ве воведеме во родителските вештини за воведување на нови домашни правила и рутини поминати со вашите деца во услови на COVID-19, а кои се од исклучително значење. Со тоа ќе се постигне подобро структурирање на вашето секојдневно време дома и ќе се подобри позитивното однесување на децата, нивно чувство на безбедност и секако ваша поголема позитивност и релаксираност. Пред да започнете со воведување на нови домашни правила, потребно е да го знаете следното. Воведете го новото правило кога детето е мирно и тивко. Воведувајте ги правилата секогаш едно по едно. Бидете сигурни дека секое правило го кажувате на разбирлив, јасен и конкретен начин и секако прилагодете го правилото на возраста на вашето дете. Кога ги воспоставувате домашните правила, важно е да ги следите следниве чекори. Прво, привлечете го вниманието на вашето дете и обраќате му се со неговото име, со смирен и позитивен глас. Спуштете се на детско ниво и воспоставете контакт со очи. На детето објаснете му го правилото и причината за правилото кое што го воведувате. Бидете сигурни дека правилото го кажувате на позитивен начин и кога го кажувате новото правило, велите. Од сега домашно правило е и го кажувате правилото кое што сакате да го воведете. Кога ги планирате правилата, секогаш предвидете нивен успех. Исто така, планирајте пофалба и награда веднаш по исполнување на правилото. Ајде заедно, практично да ги видиме чекорите во воспоставување на ново правило во врска со актуелната ситуација COVID. Например, воведување на правило миење на раце, повраќање дома од прошетка. Спуштете се на ниво на вашето дете, воспоставете контакт со очите и обратете му се на детето со смирен и решителен глас. Например, Мила, сега кога се вративме дома, треба да ги змиеме рачињата. Рачињата треба да ги змиеме за да бидеме здрави. Од денес ова е наше домашно правило и сите треба да го почитуваме, за да сме здрави и следните денови да можеме да се прошетаме и да играме. Потоа се мијате рацете со течен сапун 20 секунди. Со помало дете можете да пеете 20 секунди песна, а со поголемо дете може да брои до 20. Откако детето ќе го спроведе правилото, многу е важно веднаш да го пофалите и да го наградите, например со гушкање. Новото правило од тој ден треба да се применува секој ден. Исто така може да воведете и други некои правила, како например правило за одржување на безбедна дистанца од 2 метра кога ќе излезете надвор. Дајте му на лента на детето, која вие и тоа ќе ја држите и покажете му отприлика колку е 2 метра оддалеченост што треба да ја држи од другите деца. Исто така може да воведете правило помалку или воопшто да не се допира лицето, доколку детето кашла како тоа да го спроведе правилно, правило за физичка активност, правило за подготовка во кревет. Многу е важно да воведувате по 1 до 2 правила неделно, што секако зависи од возраста на вашето дете. Внимавајте, премногу нови правила за кратко време може да ги збунат децата, но и да одбијат да ги прифатат. Важно е новите правила исто така да бидат поддржани и применувани од сите членови на вашето семејство. Затоа, известете ги и другите семејни членови, например сопруг, сопруга, баба, дедо, за вашите нови правила. Не заборавајте. Децата учат од вашите постапки. Исто така, не заборавите да го пофалите вашето дете веднаш откако ќе го спроведе правилото и по можност наградете го со насмевка или со преградка. На крајот од денот пофалете се самите себе си за вашата упорност и истрајност. Драги родители, ви благодарам за одвоеното време и следењето на онлайн работилниците. Со самиот факт што се интересирате и трудите да научите нови родителски вештини, јас би ве пофалила како многу грижливи родители. Воедно сакам да ви ја најавам и следната работилница во петок со наслов како да се справите со лошото однесување на детето, со психолог Деспина Стојановска.